Јас сум ангела нацело. Имам 9 години и сум четврто одделение. Конечно стигнавме до последниот дел од серијалот Авантури од Нарнија. Денес ќе ја раскажам книгата. Последната битка од Клайв Стейплс Луис. Главни ликови во оваа книга се Мајмунот Менко, Магарето Загадко, Мачарот Црвенко, Джил, Јустис, Крал Тирија и Лавот Аслан. Настаните во оваа книга се случуваат во Нарнија за време на владењето на кралот Тирија, правнукот на кралот Рилија. Оваа книга се зборува за измамата на Менко, Црвенко, Загадко и нивните поданици каламанците. Тие нашли лавовска грива и Загадко се преправил дека е Аслан. А пак Менко бил гласот на Аслан и постојано барал да му се носат дарови и храна. Тилен неговиот еднорог Диамант сватил дека се работи за измама, но тогаш каламанците ги заробиле и го врзале Тилен за да дрво. Тој имал слушано за децата кои се појавувале во Нарнија кога нарнијанците им требал помош и почнал да се моли да дојдат и да го спаси. Во тој момент се појавиле Джил и Јустис и го спасиле. Тие заедно отишле во една кула каде почнале да куваат план како да се слободат од двајцата измамници. Тие се маскирале во каламанци, си ги обојле лицата во црна боја и тргнале да го најдат вистинскиот Аслан. Мојата омиljena случка беше кога избила војна меѓу нарнијанците и каламанците и се разбило дека време за кога се знаело дека ако се разбуди, ќе се уништи земјата. Чудовишта и змејави почна да ја уништуваат Нарнија, а од небото почна да паѓаат огнени грудки. Дали ова ќе биде крајот за Нарнија? Ако сакате да знаете, прочитајте. Последната битка од Клайв Стейплс Луис.